Последната објава за продажба на градежни парцели што ги понуди општина Кочани предизвикала одличен интерес кај граѓаните, поради што оценка на првите луѓе на локалната самоуправа е дека таа е успешна. Се лицитирало за 31 плаца од вкупно понудените 49, од кои најмногу интерес имало за парцелите за изградба на викенд куќи на Пониква. Успешната аукција беше повод градоначалникот Ратко Димитровски да организира пресконференција, на која се пофали дека општинската каса ќе се наполни со дополнителни приходи, при што изнесе детали за продаденото земјиште. Од 23 локации понудени за изградба на викенд куќи на Пониква, отуѓени се 21 парцела, сите над местноста викана Аеродром, значи на територијата на општина Кочани, и на наддавање да се постигнати цени од 71 денар до 550 денари по метар квадратен. За парцелата за изградба на комерцијален објект хотел со компатибилна класа на намена со површина од скоро 6000 метри квадратни е постигната цена од 313 денари за метар квадратен, значи минимално над почетната цена од 283 денари. Од понудените 7 на јавното надавање се отуѓени 3 парцели за лесна индустрија и мало стопанство во местноста викано Трчевик и Белски дол. Димитровски рече дека продадени се и 6 парцели за индивидуално домување, што се наоѓаат на улиците Ѓорче Петров, Ката Мокрејка, Орце Николов и Бранко Пендовски. Од целата аукција се очекува вкупен приход од околу 120.000 евра, од што најголем дел ќе влезат во општинскиот буџет. Се очекува сите средства да бидат уплатени заклучно со 24 декември, бидејќи тогаш истекуваат 15 дена, со што ќе се оствари приход од 7.330.000 денари, од кои 80% или 5.870.000 денари ќе бидат приход на општина Кочани, а остатокот на сметка на буџетот на Република Македонија. Поради добрите резултати од продажбата и зголемениот интерес за купување градежни парцели, Димитровски рече дека до крајот на годината општина Кочани планира да спроведе уште една продажба на градежни парцели. Ваквото забрзано продавање било со цел да се запази рокот пред почетокот на изборите во април.